Добре дојдовте, драги слушателки, во новата серија на подкастот Жени со надеж. Јас сум Нена. Во овој нов серијал ќе зборуваме за зависностите, бидејќи сакаме да ја подигнеме свеста за овој проблем. Ќе поминуваме тема по тема, за да ве едуцираме и информираме. Секако, секоја тема како и досега ќе ја поврземе со Божјото Слово, за да видиме дека без разлика со што се соочуваме, ние сме вредни и значајни, драгоценни и сакани во Божите очи. Затоа останете со нас. Добар ден, драги слушателки. Јас сум Сандра. Тука сме со Нена за да ве водиме низ оваа тема и ја покануваме Моника да ни се придружи за кратко. Како што најави Нена, започнуваме нова серија епизоди на тема зависности, односно со денешната тема алкохолизам. Моника би сакала да им објасниш на нашите слушателки зошто е воопшто важна оваа тема. Здраво и од мене. Оваа тема пред се ја одбравме поради едукација и информирање, а на прво место за да им помогнеме на луѓето кои се во таа борба. Мислам дека досега не сум спомнала, но јас лично 20 години работев во Центарот за одвикнување со различни зависници и мажи и жени. Сега се уште работам во советувалиште за зависници. Она што можам да заклучам е дека и покрај сите превенции кои се спроведуваат денес и покрај сите понудени форми на рехабилитација, зависноста не слабее, туку напротив расте и се шири, а формите само се зголемуваат. Затоа, кога зборуваме за зависности, не мислиме само на дрогата, а денес има многу нови видови на пазарот, туку и на зависноста од алкохолот, што е и речиси целосно прифатено од општеството до таа мера што го има насекаде и го конзумираат и млади и стари. Потоа зависноста од никотин, која денес се користи на нови различни начини, зависност од коцкање, кладилници што ни кнуваат на секој чекор и се рекламираат дури и на телевизија, зависност од интернет на кој, да признаеме, сите сме барем малку навлечени, зависност од видеоигри, порнографија, разни седативи и многу други нешта. Драги слушателки, во денешната емисија ќе зборуваме за најраспространитиот и најприфатливиот облик на зависност, а тоа е алкохолот. Моника, сите овие видови зависности што ги спомна се разорни. Која е таа група луѓе и зошто тие се однесуваат деструктивно? Одлично прашање, Нена. Причините се различни. Една од нив е тоа што денес, иако многу се зборува за здрав живот, интересно е што општеството е преполно со зависности. Живееме во свет без надеж и без смисла. Тоа е факт. Не знам дали ја слушна новата песна на Констракта за Евровизија 2024, каде што рефренот е ново, подобро, побрзо, поголемо, посилно. Еве, сега ќе биде. Ета тоа сме ние. Такво е нашето општество денес. Ненаситно. А бидејќи човечкото срце никогаш не е целосно задоволено, кога не успеваме да го постигнеме она за кое сонуваме, паѓаме во депресивни и безнадежни состојби и тогаш се фаќаме за различни зависности. Од друга страна, ниту еден зависник не станал зависник свесно со тоа што си рекол дека ќе биде. Секој човек си мисли, тоа нема да ми се случи мене, јас се држам под контрола. Се додека не изгуби контрола. Други причини можат да бидат и различни трауми што ќе ни ги донесе животот. Но во ваков случај не страда само поединецот, туку и семејството и целата околина. Точно така, кога во едно семејство има личност која е заболена од зависност, тогаш тоа не е проблем само на тој поединец, туку на целото семејство. Затоа и целото семејство треба да се вклучи во процесот на рехабилитација. Секој член има своја улога, но за тоа ќе зборуваме малку подоцна. Пред се би сакала да објаснам дека постои нешто што се нарекува трансгенерацијски пренос на зависност. Тоа значи дека секое семејство има своји модели за справување со стресот. Кај нас на Балканот, например, културата е таква што кога сме под стрес, веднаш посегнуваме по цигара или по чаша алкохол. Повеќето од нас го гледале тоа уште од најмали, кај нашите родители или блиски.
И затоа за нас тоа станало нормално и прифатливо однесување. Научивме да не го осудуваме таквото однесување, зашто така се однесувале нашите најценети авторитети, нашите родители. И бидејќи тоа се смета за нормално и ние го усвојуваме истиот образец на однесување кога ќе пораснеме и кога ќе настигне некој стрес. Знаеш што е уште нормално? Сите пијат, насекаде, без разлика што и да се организира или прославува, центарот на секоја таква прослава е алкохолот. Но не стануваат сите луѓе алкохоличари поради тоа. Позната е поделбата на алкохоличари според начинот на опивање на 5 вида: алфа, бета, гама, делта и ипсилон. Оваа поделба ја направил Јелинек. Ќе ги објаснам сите накратко. Алфа алкохоличари, кај нив постои постојана психичка зависност од алкохол. Алкохолот им служи за отстранување на телесни и душевни тегоби. Бета алкохоличари, тоа се луѓе кои пијат редовно, секојдневно, своја доза најчесто со оброци. Кај нив често се појавуваат гастритис и особено цироза на црниот дроб. Гама алкохоличари, кај нив доаѓа до целосна загуба на контролата и постепено преминување од психичка во физичка зависност. Карактеристично е зголемена толеранцијата на алкохол и појавата на абстиненски симптоми. Делта алкохоличари, овие луѓе не можат да поминат ниту еден ден без алкохол. Не можат да абстинираат и во нивниот организам секогаш мора да има одредена доза на алкохол. Ипсилон алкохоличари, кај нив е карактеристичен периодичен алкохолизам или компулсивна потреба за пиење алкохол во одредени интервали, еднаш неделно или на секои 2 до 3 недели. Интересно е тоа што надвор од тие периоди не пијат воопшто. Овој вид се нарекува и викенд опивање, но и тие луѓе спаѓаат во групата на алкохоличари. Би можела ли малку подетално да ни објасниш за алкохолизмот кај жените? Еве, бидејќи оваа програма е намената пред се за жени, ќе објаснам една интересна работа. Дали знаете зашто жените побрзо и полесно се опиваат од мажите? Причината е биолошката разлика во телесната структура. Жените имаат многу поголем процент на масти во телото, а мажите имаат повеќе вода. Алкохолот е супстанца што се раствора во вода, но се складира во мастите. Токму затоа жените побрзо се опиваат отколку мажите. Во Македонија алкохолизмот е подоминантно застапен кај машкиот пол, но денес тоа е се почесто застапен и кај жените. Се претпоставува дека бројот на жени зависнички од алкохол расте со поголем интензитет отколку купниот пораст на бројот на алкохоличари мажи. Ако го оставиме настрана адолесценткото опивање по клубови, жените обично почнуваат посериозно да пијат подоцна од мажите, најчесто меѓу 35-та и 50-та година. Зголеменото конзумирање често се поврзува со еманципацијата, со поголемата слобода и со поголемото вработување во различни професии, како и со влегувањето во менопауза. Жените најчесто пијат сами во своите 4 зида, криејќи го тоа од своите семејства и околината. Општеството од секогаш поинаку гледало на жени кои пијат премногу и тоа секако било осудувано и од мажи и од жени. Токму затоа жените кои имаат проблем со прекомерното пиење обично се трудат да го сокријат проблемот или пак да ги оправдаат преку секојдневните животни тешкотии. Тие чувствуваат срам и страф од осуда, па затоа почесто бараат помош многу подоцна отколку мажите. Кои се причините за тоа? Многу жени стануваат ранливи, чувствителни, анксиозни, депресивни, со ниска самодоверба и самопочит. Може да се заклучи дека анксиозноста и депресијата значително го зголемуваат ризикот од зависност од алкохол. И многу жени се лечат со алкохол. Најчестите причини се разделба или развод од брачниот партнер. Од друга страна, споделување живот со партнер кој премногу пие, често може да доведе до тоа и жената да стане зависна. Работа на работни места каде што доминираат мажи, исто така представува ризик. Жените во такви услови често почнуваат да се однесуваат како мажи, стануваат борбени за да опстанат.
Сексуалното незадоволство или проблеми со интимниот живот исто така може да бидат причина. А менопаузата представува ризик, бидејќи во тој период жените се почувствителни. Мислиш ли дека постои некое препорачливо, умерено консумирање? Всушност, не можам да кажам дека постои некакво препорачливо консумирање. Ке кажам една многу интересна работа. Можеби најопасни се првиот или првите 2 пијалоци. Зошто? Бидејќи во тој момент нашата перцепција се уште е добра. Можеме нормално да комуницираме, не се заплеткува јазикот, одиме нормално, но тогаш се доаѓа до лажно чувство на зголемена самодоврба и сигурност. Прочитав статистики кои покажуваат дека алкохолот е една од главните причини за смртност кај младите луѓе. Дали е тоа точно? Да, сосема си во право и тоа е баш поради овие причини што ги спомнав пред малку. Именно на младите после 1-2 чаши им расте самодовербата, добиваат лажна сигурност и, например, седнуваат во автомобил. Токму тогаш тие се најопасните возачи и тогаш сообраќајните несреќи се најчести. Исто така многу млади луѓе страдаат во некоја улична тепачка или извршуваат самоубиство под влијание на алкохол, бидејќи се преплавиле со емоции. Денес проблемот со алкохолот кај младите е многу распространет. Знаете, младите секогаш пиеле, но денес тоа е некако проследено и со музиката што ја слушаат, односно турбо-фолк културата. Таа музика и културата околу неа како да носат литри алкохол и тони кокаин. Но за тоа ќе зборуваме во една од следните епизоди. Во денешната епизода на Жени со надеж зборуваме за алкохолизмот. Имено некои жени пијат алкохол само повремено, без да имаат проблем. Други стануваат зависни и не можат без него. А помеѓу овие две состојби постои нешто што се вика злоупотреба на алкохол. Тоа е кога личноста пие на таков начин што полека ја води кон зависност и притоа и создава проблеми во животот и во односите со другите. Да, под злоупотреба на алкохолот подразбираме конзумирање кое негативно влијае врз семејството, врз општеството, како и врз здравјето на личноста. Приказната е комплексна. Во семејство каде што има алкохоличар, целото семејство боледува. На почетокот од епизодата спомнав дека во рехабилитацијата треба да биде вклучено целото семејство. Жалосно е тоа што вообичаено ако мажот е зависник, жената стои покрај него и му помага во неговата болест. А ако жената е таа што има проблем со алкохолот, тогаш мажот во најголем дел од случаите ја напушта. И таа паѓа на товар најчесто на своите родители или деца. Вообичаено жената нема поддршка од партнерот или ако ја има, таа е многу краткотрајна. Тоа е огромна разлика. А постојат и други стручни мислења кои велат дека токму алкохолот е тој што го одржува семејството. Чекај, како мислиш го одржува семејството? Да, постојат неколку теории што зборуваат за психичката состојба на сопружниците пред влегување во брак. Изгледа дека мажите почесто пијат, но затоа жените почесто земаат средства за смирување. Она што е алкохолот за мажите, тоа е депресијата за жените. Затоа велам дека алкохолот и седативите го одржуваат бракот, бидејќи ако ги немаше нив, поради психичката состојба на двата сопружници не би имало ни брак. Така, благодарам за појаснувањето. Кои би биле фазите при утврдување на диагноза? Секако, првата фаза е фазата на негирање. Болниот негира дека има проблем, но и сопружникот долго време негира дека во семејството постои проблем. Децата не ги нарекуваат работите со вистинското име од почит, од страв, а подсвесно и поради страв од распаѓање на целото семејство. По фазата на негирање доаѓаме до фазата на конфронтација, нели? Да, тука се случува нешто што никому не му се допаѓа, а најмалку на жената, ако го земеме баналниот пример на едно типично семејство во кое мажот е алкохоличар. Најчестиот пример е тој каде што мажот има проблем со алкохолот околу 10-15 години, а брачниот пар е во брак исто толку време. И кога ќе ја прашате жената колку време тоа ја пречи, излегува дека ја пречело од секогаш. Но од некоја причина сепак се омажила за таков човек. Значи, таа знаела за каков човек се мажи, па зошто тогаш се омажила?
Тоа е нешто што во психологијата се нарекува добивка. Таа несвесно ја сака својата улога, која поради неспособноста на мажот мора се да држи под контрола. На некој начин жената сега се чувства многу важна. Тоа е незината добивка. Таа управува со финанси, носи одлуки, ги воспитува децата, се затоа што таткото е алкохоличар и неспособен. Но исто така тие жени се всушност жени со ниска самодоверба и многу несигурни. Ова не е нивната вистинска улога, тие се кријат за оваа улога. Иако ќе кажат за себе дека се жртви, дека страдаат, тука мора да се соочат самите со себе и да погледнат вистината во очи. Тие жени доминираат и поради тоа бракот обстанува. Бидејќи поради сопствениот проблем, веројатно никогаш не би можеле да доминираат покрај зрел маж. Алкохоличарот се повеќе станува аутсайдер. Тој најчесто оди на работа и пие. Тоа се неговите улоги. Во такви случаи имаме изгубен брак. Така, Моника, верувам дека твоите зборови за многу од нашите слушателки ќе бидат токму едно грубо освестување. Ова е искрен и навистина остар говор. Нена, нема оздравување ниту напредок без вистината. Божјото слово вели во Јован 8:32: ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Тоа се Исусови зборови. А мораме да знаеме дека Исус никогаш не сакал да му наштети на човекот, туку да го исцели. Тоа е така и во духовниот аспект, но и во психологијата. А што е со оние ситуации во кои алкохоличарот е агресивен, доаѓа дома од работа, патолошки љубоморен и ги тепе и злоставува децата и жената? Да, за жал има многу такви примери, особено кај бракови и врски од средовечна возраст. Помладите луѓе денес се поратко се дозволуваат такво однесување. Кај луѓето на средна возраст, и пак би нагласила на нашево подрачје, прашање е што се смета за нормално. Тоа го велам бидејќи во мојата пракса сум наишла на мощна голем број жени кои на прашањето дали вашиот сопруг е агресивен кон вас, одговориле: "Ма не, добро е. Тука и таму ќе добиам шамар, ама знаете, и јас имам долг јазик, понекогаш на вистина заслужувам." Ова е крајно неприфатливо. Моника, те молам да ни дадеш конкретен совет како да мотивираме некоја личност да почне со лекување. Бидејќи спомна дека тие најчесто долго време не признаваат дека имаат проблем. Можеби меѓу нашите слушателки денес има и такви кои во своите домови се борат со овој проблем. Така е, Нена, тоа е процес. На првите разговори со клиентите секогаш се обидуваме да ја стекнеме нивната доверба. Ги слушаме, ги земаме здраво за готово сите факти што ни ги кажуваат. И така, од состанок до состанок, тие сами полека почнуваат да сваќаат дека работите се повторуваат, а кај нив нема никаква промена. Тогаш најчесто семејството мора да започне со притисок, односно со закани, зашто алкохоличарот обично реагира на закани дека ќе изгуби нешто. Тоа може да биде губење на работа, развод од брак, одлука на децата повеќе да не разговараат со нив, да се иселат од дома и така натаму. Каква е ситуацијата конкретно кај нас во Македонија и каде еден зависник од алкохол може да побара помош? Во Македонија расте бројот на алкохоличари. Според бројките има од 60 до 80 илјади алкохоличари. А за многумина чаша наутро и уште 2 попладне се сметаат за општествено прифатливо однесување. Лекарите тврдат дека тоа е веќе зависност. Алкохолизмот како болест е на 3-то место, веднаш после кардиоваскуларните и малигните заболувања. Еве сега ќе кажам и добра вест. Во денешно време во нашата земја навистина постојат места каде што еден алкохоличар може соодветно да се лекува. Постојат различни здравствени оддели, центри, советувалишти, здруженија, верски и секуларни. Така што дефинитивно помош се нуди, но треба да се побара. Доколку на вас ви треба таква помош, исконтактирајте на наведените платформи кои ќе ги споменеме на крајот од епизодата за да добиете соодветни инструкции и совет. Драги слушателки, во денешната епизода зборувавме за алкохолизмот како зависност, а сега ќе видиме што вели Светото писмо за оваа тема. Изгледа дека од една страна алкохолот и во тоа време носел многу зло, но од друга страна Исус претворил вода во вино,
ајде да слушнеме подетално за оваа тема од нашата Сандра. Библијата зборува за алкохолните пијалоци на два начини, и во позитивна и во негативна смисла. Па затоа и црквите имаат различни толкувања на прашањето, дали треба да се пие или не. Во Библијата можеме да најдеме многу позитивни зборови за виното. Например, во Псалм 104:15 пишува дека виното го весели срцето на човекот. Во Песна над песните 4:10 брачната љубов се споредува со вино. Твојата љубов е подобра од вино. Во Стариот Завет, идните месијански времења се опишуваат преку слика на изобилство и прекрасно вино. Ете ке настапа дни, вели Господ, кога орачот ќе го затече жетварот и оној што гази грозја, сеачот, и горите ќе пуштаат гроздов сок, и од сите ридови ќе потече. Амос 9:13. Исус му оддал најголема чест на виното, кога заедно со лебот го избрал како символ за своето присуство и заедништво со учениците на последната вечера. Исто така, Исус го користел виното како слика кога зборувал за идното Божјо царство, нагласувајќи ја радоста и заедништвото што ќе владаат во вечниот живот. Марко 14:25. Сепак, уште во Стариот Завет наоѓаме многу негативни примери за пијанство. Првиот случај е веднаш на почетокот на Светото писмо. Ное, кој после потопот насади лозја, направи вино, се опи и во пијанство се разгола во својот шатор, Битие 9:20-21. Керките на Лот го опија со вино својот татко и извршија со него греф на инцест, за да добијат потомство, Битие 19:30-38. Давид, сакајќи да го сокрие својот греф на прелюба, го опи со вино војникот Урија Хетеец, за да го натера да отиде дома кај својата жена. 2 Самуилова 11:13. Вавилонскиот цар Валтазар во пијанство ги осквери светите садови од Ерусалимскиот храм и во истата таа ног загина. Даниел 5:2. Сите овие примери јасно покажуваат колку сериозни и трагични последици има пијанството. Интересно е дека во Библијата пијанството било привилегија само на богатите. Сиромашните не можеле да си дозволат да се опијат. Тие пиеле вино разредено со многу вода. Затоа Исус и не зборува често за пијанство, бидејќи неговите слушатели најчесто припаѓале на средната и пониска класа. Книгата Изреки во Светото писмо е полна со предупредувања за опасноста од пијанството, дека може да доведе до сиромаштија или непотребни конфликти. Така во Изреки 23 од 20 до 27 читаме: Не биди меѓу оние што се опиваат со вино, меѓу оние што се презаситуваат со месо, зашто пијаницата и оној што се прејадува ќе осиромашат, а сонливоста ќе ги облече во партали. Кога човек ќе се опие, тој веќе не владее со себе и често зборува или прави нешта за кои подосна горко жали. Авторот на Соломонови изреки предупредува: Не гледај го виното како се црвене, како тоа искри во чашата, како убаво се лее. Отпосте тоа ќе касне како змија и ќе жилне како тровница. Очите твои ќе гледаат привиденија и срцето твое ќе почне да говори неразумно. Изреки 23 од 37 до 33. Апостол Павле исто ја користи сликата на пијанството за да ги потсети солуњаните да бидат будни и трезвени во очекувањето на денот Господов. Во 1 Солуњаните 5 од 7 до 8 вели: Зашто оние што спијат, но ќе спијат, и оние што се опиваат, но ќе се опиваат. Ние пак, како синови на денот, да бидеме трезни и облечени во оклопот на верата и љубовта и шлемот на надежта за спасение. Во Галатјаните 5:19 до 21 Павле го вбројува пијанството меѓу делата на телото, односно гревовите, и додава дека оние што го прават тоа нема да го наследат Царството Божјо. А во Ефесјаните 5:18 апостолот јасно повикува: И не опивајте се со вино. Во него има разврат, но исполнете се со дух. Од нас не треба да зборува виното, туку Божјиот дух. Драги слушателки, денес зборувавме за зависноста од алкохол. Запомнете, за Бог нема ништо невозможно. Кога ќе се охрабрите да погледнете длабоко во себе, тогаш ќе ја спознаете вистината, а вистината ќе ве ослободи. Драга Сандра, ти благодарам за ова споделување од Божјото Слово на темата алкохол. Драги слушателки, се надеваме дека денешната епизода ви беше од корист. Ако некој од вас се соочува со овој проблем, обратете ми се во порака
за да ве поврземе со институции каде што можете да добиете соодветна помош. Не се колебајте. Побарајте помош за себе или за некој во вашето обкружување што се бори со овој вид зависност. Драг татко, тебе ти е се откриено. Секоја наша болка, нашите рани, ти ја гледаш секоја наша солза и не осудуваш. Признаваме дека не можеме понатаму сами. Ни треба твојата помош. Насочи, води не и помогни ни. Промени ни ги животите и ослободи не, за да не бидеме робови на нашите зависности. Дај ни радост и врати ни ја насмевката на лицето, дај ни смисла во животот и отстрани ја депресијата и безнадежноста. Те молиме во името на Исус. Амин. Драги наши слушателки, слободно пишете ни на имейл адресата zenisonades@gmail.com или пак најдете ги нашите Facebook и Instagram страници под името Жени со надеж, заследете не и бидете со нас. Придружете ни се и во следната епизода на програмата Жени со надеж. Довидување и Бог нека ве благослови вас и вашите семејства.